бизниси ќе разговараме со нашиот следен гостин. Треба да го имаме на линија. Благоје Грозданов од Сојузот на стопански комори. Добар ден. Добар ден. Благодарам што ме поканивте. Нема проблем. Дефинитивно најмногу погодени од оваа криза нели беа малите и средни предпријатија, семејни бизниси. Еве можеби го слушавте разговорот со нашиот гостин кој што ги кажа проблемите со кои што се соочуваат. Каква е сега состојбата? Еве веќе 4 месеци како трае, како се снаоѓаат овие мали средни бизниси? Имаме ли олабавување на мерките? Не имаме олабавување на мерките, но не за сите. Има ли услови за пренамена на производство, но и за пласма на нивните производи, секако да се најде некој начин да се надмине оваа криза? Повелете. Да, значи ефектите, мислам дека и во претходниот разговор кога го имавме пред некој ден, нагласивме ефектите од кризата ќе се чувствуваат уште доста долго време и очекувам дека ова ќе има доста голем, доста силен авторшок ефект кој ќе трае минимум според моје мислење до крајот на ова и почетокот на наредната година, особено што локално гледајќи ситуацијата кај нас, ова е изборна година. А изборна година значи дека повторно нема да се и да се нормализира короната, нема да се вратиме во нормала заради политички фактори, нормално дека не се стабилизира ситуацијата. Дополнително што има нели се зборува за втор бран, за понатамошни мерки и така натака. Една работа што сака бизнисот, кој било да се работи за микро, мал бизнис или за голем бизнис, е предвидливост и сигурност и стабилност. Луѓето во моментот не може да планираат ни за утре, а камоли за после неколку месеци. Додека не се врати, не се нормализира барем во еден период од 3-4 месеци ситуацијата, додека не се вратиме барем во некој нормален тек, не зборувам да се вратиме во нормален тек на онаа економска активност што имавме пред март годинава, бидејќи за тоа мислам дека доста време треба да помине, ама барем да се вратиме во една нормала, да работиме континуирано, барем 3-4 месеци, мислам дека ќе има ефекти од кризата. Инаку сега да се враќаме колку толку, нели почнуваат некои бизниси да работат, меѓутоа како што кажа, отсуствува предвидливоста и отсуствува можноста за планирање. Она што ние најмногу се пожаливме, да кажам, како Сојуз на стопански комори, она што најмногу не недостасуваше од почетокот на кризата, јасна визија, стратегија како се справуваме со кризата од страна на надлежните институции. Генералниот впечаток е дека многу хаотично се носеа одлуки и спорадично се носеа одлуки ден за ден. Тоа е тоа што најмногу и ги кочеше предприемачите во носењето на одлуки, бидејќи хаосот се пренесува надолу низ стопанството. Некој прибегна на некои различни начини на водење на бизнис, онлайн трговијата, ете вие спомнавте меѓу во подем, меѓутоа јас ќе кажам дека таа многу, тоа и меч со две оштрица, таа е многу специфичен начин на водење бизнис и многу бизнис модели не ни може да бидат прилагодени на начин да се водат тие бизниси преку чисто само преку електронска застапеност. Вие кога одите во ресторан, не одите само заради храната, не одите да се најадете, одите заради целото искуство. Значи ако сакате брза храна, тоа што наречете пица, значи не е целосна замена за бизнис моделите на многу од најпогодените. Истото можам да го кажам и за шопинг моловите. За некои шопингот е цело искуство кое не може да се замени чисто со онлайн трговија. Значи онлайн трговијата може да биде некаква дополна, може да биде некој фактор плюс. Има бизнис модели кои може и целосно да се базираат на онлайн трговија, меѓутоа грото не може. Грото од бизнисите не можат и ние кога правевме анкетата, тој резултати вие го прочитавте, огромен процент од малите микропредпријатија кажаа дека не може целосно да го заменат нивниот модел на бизнис модел на функционирање чисто со онлайн присуство. Освен тоа, кај нас постои, бидејќи ние сме мала кревка економија, постои опасноста со онлайн трговијата од развој на сивата економија. Значи ако ги погледнете бројките од некои од светските организации кои се бават со овакви истражувања, зборуваме за Светска банка, за Меѓународен монетарен фонд и слично, се проценува дека ние губиме отприлика 40 до 45% од нашето БДП, тоа е огромна сума, скоро пола од БДП-то губиме на сива економија. А едно место кое што и покрај цела државна регулатива, дури би рекол и пререгулираност на некои дејности, едно место кое остана нерегулирано и кое остана како место во кое може да цвета сивата економија е токму онлайн трговијата. И сега навистина не е фер
кога имате американците кога правеле државата ја правеле врз една, односно целата борба ја темелеле врз една фраза викаат оддоначување без репрезентација во власта. Кај нас обратно имаме репрезентација во власта без оддоначување на 40% од овие од вредноста на БДП-то, тоа збориме за лица кои функционираат надвор од системот, кои генерираат приходи, кои им се директна конкуренција на малите и средни предпријатија. И сега во една ваква клима, дали има некое решение сега што би можело да е надмине оваа состојба? Имаше мерки, колку тие беа применливи, што понатаму би требало да се преземе за да се анулира оваа ситуација или да се ублажи, да се спасат тие некои бизнеси за кои што не би се споменува некој од нив веќе со оглед на тоа што немаат никаков профит, веќе пропагаат или едноставно се затвараат. Да. 80 од анкетата која ја спроведовме, 86% од испитаниците, зборуваме за мали и микросредни предпријатија, одговорија дека мерките не се во согласност со нивните потреби. Сега вака да се разбереме. Зборуваме за фирми кои во оваа ситуација, кога има нула прилив, кога има нула приход, кога нема никакви активности и да им дадете 100 денари, ќе аплицира и за тие 100 денари, бидејќи 100 денари повеќе него ли што имаат. Не спориме за број на апликации, иако и тука, значи со бројката со која се излезе, мислам дека последниот податок од Управа за јавни приходи беше 18-19 нешто така, не ме фаќате за збор. И таа бројка е многу мала и самиот факт што мерката се продолжи за плюс 1 месец, за мене не е мерката, збориме за 14.500 денари плата за вработените. За мене не е податок со кој, односно не е причината од тоа дека имало голем интерес, туку е баш поради малиот интерес па останале нераспределени средства. Значи самото тоа според мене говори дека мерките прво беа неадекватни и пораката која што се прати до предприемачите снајдете се како можете. Значи под еден не беа навремени, бидејќи се каснеше прво 2 недели во март месец воопшто немаше никакви мерки, па потоа тек во април дојдоа мерките. Втора работа, мерките беа недоволни во обем, бидејќи како што и некој пред мене важните соговорници нагласи, не е само плата, туку имаме и секако полни режиски трошоци кои треба да се надоместат, кои никако не беа опфатени со ниедна одлука од владата и со ниедна помош. Друга работа, мерките не беа ефикасни, односно ефективни да стасат таму каде што требаат. Мерките ги фаворизираа оние кои претходно имаат, кои беа добростоечки предпријатија, кои имаа акумулирани добивки или имаа веќе добра ликвидност. И до крајот на годината тие предпријатија ќе можат оваа помош да ја претворат во грант, а овие другите кои беа во малите и средните кои беа во полоша позиција ќе мора да ја враќаат, односно за нив нема да се трансформира во грант, него ќе биде кредит, едноставно, со поврат на средствата ќе биде помош. Така да, и ако ја видите структурата на предпријатието која добија помошта, ова го зборував исто пред месец дена, од тогаш може би има некоја ситна промена, ама мислам дека не е нешто значајна. 10-12% од помошта заврши кај 10 предпријатија. Тоа не е, според мене, ефикасен начин за делење на помошта, односно за структурирање за распределба на ресурси од буџетот во владата. Значи не стасало наму кај што треба да стаса помошта. Да, може да претпоставите што после 3-4 месеци рековте дека ефектите од ова ќе ги почувствуваме некаде во есен. На есен очекувам да се почувствува точно. Мислам дека знаете ли што кога ќе стапат ако сега зборим ако, и тоа претпоставувам дека ќе стапат на сила некои економски законитости, што се нормални и бидејќи економијата е сепак по природа на нештата, да речеме, да си зема некој тек. Ќе стапат на сила некои економски законитости и позначаен губиток на работни места според мене ќе биде тежок за избегнување. Во моментов се колку што последните податоци од Агенција за вработување успеав да ги прочитам пред отприлика 2-3 недели се зборуваше за 15 на 10 на 15.000 изгубени работни места, што за економија како македонската е доста голем проблем. Например, се одеше сега се посегна кон мерки, третиот свет мерки за зголемување на агрегатната потрошувачка, односно за зголемување на куповната моќ на населението, меѓутоа тие мерки беа многу закаснати. Се зборуваме за мерки кои ги носиме во месец јуни, значи тоа е најголемиот проблем во менаџирањето со оваа криза, значи
прво се доцнеше, а потоа откако веќе се пласира мерките, се пласира, како што кажа, хаотично, поимавте на иста мерка 5-6 промени. И за платежните картички веќе уредбата доживеа 5-6 промени. Што значи дека во секој случај сепак пак нешто ќе се нешто би требало и тука гледам некаква надеж, меѓутоа ако цело време збориме за одложеност, нели, ако вериме дека ефектите од кризата од март ќе ги почувствуваме во септември, тогаш со платежнава картичка или платежната картичка и ваучерите со кои се најавени во јуни, да беа во исти момент кога беше кризата, мислам дека многу побрзо ќе можевме да го амортизираме ефектот и да имаше и поголем опфат на луѓе кои беа опфатени, побрзо ќе можевме да ги амортизираме ефектите. И во начинот на менеджирање на самите средства, мислам дека можеше многу поедноставно да се изработи работата, односно да се поедноставно да се воспостават постапки и процедури за давање на помош. И тоа беше голем проблем, комплицираноста на постапките и на критериумите кои беа наметнати од страна на владата. Дали вие бевте консултирани да дадете ваше мислење за начинот како би требало да бидат мерките кога се одложи кризата? Има една народна вика по смрт болест. Така нешто беше работата, значи ние како јас бидејќи сум дел од комората на сметководители при Сојузот на стопански комори, неколку пати понудивме про боно значи без никаков надомест да помогнеме во носењето на уредбите, меѓутоа генералниот впечаток кој ние го добивме е дека постои затвореност за надворешни идеи од страна на надлежните институции, добро за нас конкретно ќе кажеме Министерството за финансии пред се, при креирање на овие политики и мерки, дури ние имавме 6-7, може и повеќе сега ги нема бројано дописи со кои баравме конкретни мерки и конкретни работи да се направат брзо, веднаш, во првите 2-3 недели од започнувањето на кризата, меѓутоа тие не беа прифатени, делумно беа прифатени во подоснежните до крајот на април, во подоснежниот период. Зошто сакавме да бидеме вклучени? Затоа што сепак ние сме практичари и знаеме, не е исто да седиш во фотељи да правиш мерката и да ја спроведеш таа мерка. И бидејќи најдобро знаеме ние како се спроведуваат тие мерки, како би се спровеле тие мерки во пракса, односно каде би биле фалинките во спроведување на тие мерки во пракса и најдобро знаеме каде се конкретните проблеми на нашите фирми, бидејќи нели сметководител има допир со што дека би требало да биде. Апсолутно. Да. Тука би го привршиле разговорот со господинот Гроцанов. За крај само кратко една препорака до слушателите и гледачите на Канал 77. Во однос на справување со кризата? Да, една утешна порака. Утешна порака, значи вака, јас мислам дека оние кои ќе преживеат кризава ќе излезат многу посилни на крајот на денот него ли што биле пред кризата. Тоа сум сигурен и поиздржливи. Потребен е сега да проработи претпримачкиот дух и истрајноста, издржливоста и снаодливоста за да се исплива надвор од кризата и по периодот, нели, по завршување на овој период, полека да почнеме да се враќаме на старите патеки. Значи, мислам дека е клучно да се за да се преброди кризата менталниот склоп на луѓето, за да се бидејќи мислам дека стане јасно дека нешто посебна помош од државата не треба кој знае што да се очекува, тоа што дошло. Сега веќе од нас зависи, све што треба да се направи да се прилагодиме да се прилагодиме на новата реалност. Целосно да се прилагодиме. Благодарам на разговорот. Имаме слушател на се најдобро, имаме слушател на линија. Добар ден, повелете.